Пописот, за разлика од претходниот попис, кој што за жал не успеа, ќе ги опфаќа сите лица како единици на попис, значи вклучувајќи ги лицата кои се присутни во земјата, но и лицата кои што се отсутни од државата. Со тоа што цело време ќе се почитуваат сите стандарди пропишани од страна на Статистичката служба на Обединетите нации и на Евростат, категориите на населението, дефинирањето на тие категории и слично. И тука нема да има никакво отстапување. Можноста за попишувањето на лицата кои што се наоѓаат надвор од земјата ќе биде малку поспецифична. Ќе овозможиме претходно, месец дена пред пописот и за време трајањето на пописот, да се само попишат на посебна веб апликација, каде што ќе можеме лично да собереме податоци од овие лица. Исто така, со законот е предвидено можност за оние лица кои што евентуално нема да се само попишат, податоци се дадат лица кои што најдобро ги познаваат овие лица, со тоа што ќе мора да се обезбеди единствениот матичен број на лицето кое што се попишува, но ќе даде податок ваков исти и лицето кое што ги дава податоците, заради обезбедување на веродостојност на податоците од пописот. Она што исто така е карактеристично за овој попис, што ќе се врши цело време, односно во текот на трајањето на оваа операција, апликативното решение кое што ќе се користи со пописот ќе овозможува комплетна контрола на логичките недоследности. Ова подразбира дека не може уште за време на попишувањето да се пополни неквалитетен прашалник. Значи секаде кај што и евентуалната техничка грешка ќе се направи, апликативното решение ќе покаже дека има грешка и ќе мора самиот попишуваш на лице место од страна на лицето кој што ги дава податоците добие квалитетен одговор. Ваквата можност подразбира прво многу подобар квалитет на податоците од пописот, бидејќи нема отпосле да се прават контроли, при што немаме можност да ги консултираме лицата кои што даваат податоци, и оно што е многу важно, дава можност за многу брзо добивање на конечни податоци. Иако тоа не е содржано во законот, согласно нашиот оперативен план, очекуваме најдоцна за 6 месеци по спроведувањето на пописот да имаме конечни резултати. Се надам дека ќе ги имаме и побрзо, меѓутоа ова е рокот до кој што ние како институција сме го поставиле да мораме да излеземе со конечни податоци. Пописот е скапа операција, се ангажираат многу лица, трае релативно долго време и согласно сите пресметки и буџетот кој што ни е одобрен ќе чини околу 8,5 милиони евра. Со тоа што дел од овие средства се трошат во оваа година, бидејќи треба да се подготви тоа апликативно решение, треба да се набави опрема која што ќе се користи во пописот, истата да се инсталира за да може на денот на тргнување на спроведување на оваа активност да се биде подготвено. Пописот ќе се спроведе во период од 1 до 21 април 2020 година. Значи ќе трае 3 недели спроведувањето, со тоа што ќе имаме и една недела за можни евентуални дополнителни проверки кои што не би сакале, меѓутоа може да произлезат при самото попишување. Велам, можноста за консултација на базите на податоци ќе ни даде многу поголем квалитет, бидејќи сите податоци содржани во овие бази се документирани. Тоа не го гарантира и квалитетот и автоматски го гарантира и квалитетот на податокот кој што ќе произлезе од пописот. Во принцип, тоа оно што го содржи овој закон се разбира се, тоа е содржано согласно сите стандарди и процедури на подготовка на закон. Благодарам. Значи, можноста за двојно или повеќе кратно препишување секогаш е присутна. За да се избегне ваквата можност, во пописот е вклучен како белег и единствениот матичен број на граѓанинот. Согласно овој белег, секое повеќе кратно попишување се регистрира. Апликативното решение не дозволува некој лице два пати да биде попишано. Ако веќе е попишано,
веднаш ќе сугерира на попишувачот дека тоа лице е попишано и дека нема потреба за него да прибира податоци. И ова не е случај само за лицата кои што се надвор, значи било кое лице може да се попише и по повеќе пати. Студенти кои што живеат, кои што студираат на друго место, нивните домаќинства се на друго место, може да дадат податоци и лично, може да даде некој друг за во нивно име. Значи можноста за двојно или повеќекратно попишување е елиминирана во секој случај. Повреда Пеличка. Може ли малку подетално да ни објасните како ќе се одвива пописот во диаспората? На кој начин таму ќе се врши? Преку електронската апликација или како? Значи, класичен попис во диаспората нема да има. На секој лице кое што е надвор од државата, ќе има можност да се попише преку посебната веб апликација, значи електронски, така наречен КАВИ метод, со предходно најава во оваа апликација. Оваа најава предходна е за да не може некој да злоупотреби во туѓо име можност некој да биде попишан. Инаку класично попишување надвор од државата нема да има. Продолжуваме, колегата Кавијан. Што е со графата за етничка припадност, ќе има ли воопшто, како ќе се попишуваат? Кога ги набројува карактеристиките, спомна дека ќе има и етничко-културолошки и религиозни карактеристики, значи ќе го има овој податок во пописот.